Понекогаш мислам дека времето е сопрено некаде таму, во некој предел над Македонија и настаните кои се случувале пред илјадници години се уште се тука во нас. Де некои процеси на врска на Македонија и македонската култура со Бог и божественоста никогаш не се прекинати. Американската новинарка Ребека Вест во својата книга Патување низ Југославија на 300 страници пишува со воодушевување за Македонија и македонската култура некаде пред Втората светска војна и од неа постојано извлекувам една реченица и ја повторувам јавно и гласно за да се подсетиме. Таа вели вака: уметноста во Македонија не е технички трик, не е само вештина, туку е длабока, суштинска, духовна врска со Бог и божественоста. Таа зборува за македонските носи, за македонските песни и ора, за македонските фрески, за начинот на кој нашите родители оделе и му се молеле на Бога, начинот на кој ги вршеле сите оние адети и обрети посветени на Бог. И ако ние повлечеме една линија од најстариот неолитски театар на Кокино, каде што се славел реконструиран обредот на Господ, небесниот татко, земната мајка за да го родат Богочовекот. Ако ние повлечеме линија во Дионисискиот антички театар, каде што повторно небесниот татко оплодува земна мајка и се раѓа Богочовек. И ако ја повлечеме паралелата дека Диони се распнат на третиот ден и е воскреснат, дека претварал вода во вино, дека дионисиството подразбира процес на славење на победата на животот над смртта, сосема нормално ќе ви дојде дека денеска ние сме во една фаза која јас ја нарекувам последната армакедонска битка пред спасението на светот, кога самиот Создател, силите на ангелите и мртвата армакедонска војска ќе го победат паднатиот ангел и ќе го фрлат во огнено езеро. Ништо не е променето, само се менувале религиските системи, а врската на Македонија и на македонците со Бог и божествената секогаш била потенцирана. И затоа овие Дион Исусови слави се да се подсетиме дека дарбите на Светиот Дух кои ни се дадени, да пееме, да играме, да го славиме Бога, да редиме слова, да даруваме слова, да создаваме театар, треба да ги споделиме еден ден, да го прославиме Бог, да ја прославиме македонската култура и да направиме еден крик, една молитва, еден апел, да даруваме светлина и на нашите соседи, да ги отворат своите срца за македонците. Како што во Република Македонија е отворено македонското срце и се финансира културата на малите заедници, тоа да се случи и во Бугарија, и во Грција, и во Албанија, и во Србија, и во Косово, да ги признаат македонците, да не се плашат од македонската култура, бидејќи тоа е само пеење и играње во чест на Бога, тоа се дарби на Светиот Дух. И тогаш ќе можеме да ги отвориме границите на македонскиот полуостров и да живееме како браќа и пријатели. Нема потреба од мраза. Ние можеме и да повлечеме линија кога е наречен овој полуостров Балкански. Султанот на 27 март 1903 година, а денеска е тоа денот на театарот, со декрет го забранува именувањето Македонија, затоа што тоа име го бунтувало народот кон слобода, кон светлина. И оттогаш полуостровот се нарекува Рум Милет или Балкански полуостров. Повторно сме денеска, фала му на Господа, по 20 пат да го кренеме гласот за човековите права и слободата и светлината на светот во која сте вие, македонци мои, на вистина да биде на дело и во пракса, а не само теоретски и во устата на нашите политичари и на целиот свет за Европа и Европска Унија, а функционално, кога ќе ја минете границата на Република Македонија на исток, запад, север и југ, тоа не суштествува, не функционира и ние го имаме последниот распнат народ, македонците, во демократска Европа, кога се зборува за човекови права, кои и денеска го креваат гласот, му пеат и го слават Бога, за да покажат дека силата на духот, силата на врската на македонската култура со Бог и божественоста е таа која ја дава светлината. И затоа ви благодарам што сме живи и здрави, што дојдовте денеска од сите страни на Македонија, да ја славиме Бог и да ја славиме македонската култура.
Денеска имаме една убава група на луѓе кои пеат убави песни. А зошто пеат, како пеат и кому му пеат, ви посакувам со отворено срце самите да видите. Константин Кајшаров и духовната христијанска група Молебствие. Ako za Boga ne sve
Moje oči sal tebe te gleda, mojava duša tebe te slavi, mojevo telo tvoje chrám. Gospode mojo, koľku te sakám, stapky na bregot more to mi je. Nekoj te znaje, nekoj se krije, ne čujem plač vo srcevo moje. Kopne Bože za blaženstva tvoji. Angeli beli, vopojte slava, dal son od mi vega ili umira. Hristos je slaven, ti me spasuvaš. Angeli beli, vopojte slava, dal son od mi vega ili umira. Po tvojte dlanki se prepuštam, Hristos je slaven, ti me spasuvaš. Lebo se skršivo pričesta sveta, krv ta ne izmi od grešnosta seta. Carstvo to Božjo go slavi me, pre tvoje to vtoro prišestije. Radosta vona se kade blika, si te smeće da po Hristova lika, so mečot na duho tvoju, amen. Pobeda tvoja svedoči me. Angeli beli, vopojte slava, dal son od mi bega ili umira. Po tvojte dlanki se prepuštam, Hristos je slaven, ti me spasuvaš. Angeli beli, vopojte slava, dal son od mi bega ili umira.
Krvta sveta, krvta Hristova, od smrta teška, od peko žeža, da me spasuva. Krvta Božja, krvta sveta, topla crvena, gori mrzne pepel prostori, grevo što me zabuduvaše. da se stekni, poljubo da se
сепе заедно, нели? Радувај се, Радувај се, во молитва на светлице. Радувај се, во благослов на светлице. Радувај се, во молитва на светлице. Радувај се, во Христос да го славиме. Песните се многу убави, но самите песни го шират Божјото Слово. Заради тоа што она што го пееме се од Светото Писмо, текстови, вистини, а знаете самите дека вистината ја ослободува душата. Многу е важно секој од нас да се запраша дали ние сакаме вистината, дали ние вистински сакаме слободата. Заради тоа што сите се навикнаа да живеат во робството на илузијата, во робството на лажните критериуми и размислувања. Сведоци сме секојдневно на она што не е љубов, на она што е деструкција, на она што значи неморал. Меѓутоа, и денес и од овој миг можеме светот да го смениме. Се разбира преку молитва, преку прославителна песна за Бога, со вистинско отворено срце, без срам да се радуваме на спасението што Христос Господ ни го дава. Радувај се, радувај се.